Има една изрека која што можеби во младоста многу често и јас ја употребував и вели дека колку подалеку е од срцето некој, толку или колку подалеку од очите, толку подалеку од срцето беше. И во определени моменти, кога ќе се отворила некаква таква дискусија во еден таков контекст, сум застапувал тезата дека вистината е таква. Со еден човек, ако не се гледаш, со еден човек, ако немаш контакти, како одминува времето, така велиме ти е далеку од срцето. Денеска, од овој денешен аспект, што тоа се променило, да речем, кај мене, јас секој пат велам во една реченица, ако има некаква промена, сите промени ги направил Господ. И во таков еден контекст, веќе денеска застапувам друга теза, дека ние како верни луѓе кои што го познаваат Христос, дека за нас не важи тоа далеку од очите, далеку од срцето. Или барем би требало да биде така. Во овој вечерашен текст кој што го прочита Бојан од 3 до 7 стих, продолжуваме со второто послание на апостол Павле до Тимотеј. Минатиот пат ги разгледавме тие, ги нарекувам воведни и поздравни зборови на апостол Павле во ова писмо. И кажав дека од една страна може да се натажиме кога би имале сочувствителни срца, во однос на самиот текст што ни говори во какви услови се наоѓа апостол Павле. Кажав дека е затворен во римски затвор, објаснив што представува за тоа време, што представува за први век еден римски затвор и да си затворен во него, какви се тие, би рекол, историско-религиозен контекст кога владее Нерон и какви се тие гонења кои што ги имале христијаните, кои јас и минатиот пат и сега подготвувајќи го овој текст, размислувам и не можам, имало и други гонења низ историјата, нели, на христијанството и црквата, но меѓутоа тоа што се правило во први век, тоа што го правил Нерон и Римската империја, мислам дека кажав си граничи со здравиот разум. Минатиот пат кажав дека се надевам дека овој преубав текст, реков ако имате можност да го прочитате, од причина, бидејќи ова писмо во однос на овие пасторални писма, како што ги нарекуваме, е едно од најемотивните писма на апостол Павле. Дури и сам апостол Павле, од еден гонител на црквата, говорев, може да видиме една толку длабока, толку емотивна личност, што просто нема како да направиме некаква паралела од оној Савле, би рекол, кој што ја гонеше црквата и овој апостол Павле. Друго нешто што како главна нит од минатата проповед реков да го имаме во предвид преку целото разгледување и проучување на ова писмо, состојбата каде е апостол Павле во тој римски затвор и од едно такво место, имајќи во предвид дека е многу свесен дека неговиот живот можеби имал добра предпоставка дека ова е последното негово писмо. Но друго нешто многу важно, кажавме дека самиот почеток на ова писмо, видовме дека самиот автор на почетокот кажува дека е автор и главната моја идеја и главната моја мисла од минатиот пат реков да запомниме дека апостол Павле се декларира од моментот од кога го предал животот, ако може така да кажам, на Христос, дека неговиот позив беше апостолски позив меѓу ретките, единствениот кој што е добиен директно од Бог, не е
не е повикан и не го добил од човек. И рековме дека секој еден од нас, откако ќе се предаде на Христос, дека има некаква позиција во црквата. И не може, кажавме, да имаш некаква позиција без да знаеш и без да имаш определена цел. Ако на Савле, откако се предава на Господ, неговата состојба, рековме, апостолска, неговиот позив цело време говори за осознавање, спознавање и исполнување на Божјата волја. Јас кажав дека секој еден од нас, без разлика каква позиција има во црквата, треба многу добро да се запознае каква е Божјата волја и која е целта кој секој еден се движи. Апостол Павле велеше дека он Божјата волја и на она што го работи да каже на секој еден за спасението, за вечниот живот, и тој вечен живот не само тогаш, него за секој пат во историјата на човештвото може да се добие само преку вера во Исуса Христа. И јас кажав, нели, по некаква структура на самиот текст на овој фрагмент, не можев да не ги одвојам и да говорам за тие два стиха. Оваа вечер продолжуваме од 3 до 7. И имајќи го повторно сето тоа во мислите, апостол Павле продолжува и вели: "Благодарам на Бога, кому уште од прародителите му служам со чиста совест, затоа што постојано те спомнувам во молитвите своји дење и ноќе. Сеќавајќи се за твоите солзи, копнеам да те видам, за да се исполнам со радост." Ако минатиот пат кажав дека многу е важно, како луѓе, повторно се враќам на таа позиција на апостол Павле и моменталната состојба негова, која што се наоѓа во затворот, без разлики каква е нашата позиција. Говорам во еден христијански контекст, говорам позиција на секој еден нас во црква Добра вест. Дека не можеме да се нарекуваме дека сме Христови. Не можеме да говориме дека сме се предале на Христос, а кај нас да нема континуитет на промена. Не само да нема континуитет на промена, него секој пат таа промена кај Господ оди во една нагорна линија. Јас многу пати сум милувал да кажувам дека животот се состои од паѓање и станување, меѓутоа сум говорел во светот обично, нели, стануваме, паѓаме. Во однос на христијанството е стануваме, паѓаме. Секој пат насоката оди во една нагорна линија. Во таков еден контекст, апостол Павле и минатиот пат, и јас напомнав, се случува некој пат да се заборавиме и да мислиме колку сме ние големи, колку ние сме направиле нешто. Говорам за нашата локална црква, камоли ако излеземе од рамките на локалната црква. Меѓутоа, апостол Павле и минатиот пат завршува со тоа и сега вели: единствено на кој што е благодарен, тоа е на Бог. Неминовно е, јас би рекол, да се подсетуваме постојано за било која наша добра, позитивна промена, и да е најмала, треба да бидеме благодарни на нашиот Господ. Бидејќи тој е тој кој што ги прави промените, како што велиме во нашето срце, и од тука натака од ден на ден раснеме во спознавањето негово. Во ваков еден контекст апостол Павле првенствено повторно потенцираме благодарен на Бога и продолжува кој што вели дека му служи од своите прародители. Доброто е што го потенцира сето ова, бидејќи ако земеме да се навратиме на Стариот Завет, да се навратиме на сето она што ни е дадено како историски контекст, може да видиме дека не сите луѓе, не сите семејства може да се пофалат дека имаат една таква служба од своите прародители. Но очигледно е дека апостол Павле, ако се сеќавате кога говорев за филипјаните,
таму е дадена неговото сиви. И ако се сеќавате, јас говорев дека и денеска дури да го подредиме неговото сиви и денеска во овој современ свет е навистина зачудувачко и многу луѓе би завидувале на едно такво сиви како што има апостол Павле. Очевидно е дека и неговите родители, и се прашувам дали ние денеска како родители ја исполнуваме, би рекол, оваа благодарност. Можеме ли ние, како што вели апостол Павле, секој еден од нас да каже благодарен сум на Бога и за она што го правам, ќе видим и подоцна во однос на моето семејство и во однос на моите деца за спознавање и за растење во верата. И продолжува, вели, затоа што му служам со чиста совест, затоа што постојано продолжувате споменувам во молитвите своји. Веќе многу внимателно. Затоа велам со многу чувство апостол Павле го пишува ова писмо кое што повторно ќе кажам не ми соодветствува со околностите и со местото во кое што се наоѓа. Многу е важно кога служиме и ние денеска да служиме со чиста совест. Многу пати ми замерувале и сум водел разговори, бидејќи од амвонот сум говорел, и јас непреставно морам да говорам дека во црквата доваѓаат разни луѓе, во црквата доваѓаат луѓе кои може би они си се нарекуваат христијани, ама да немаат ништо општо со христијанство. И во ваков еден контекст секој пат се отварале некакви дискусии. Овдека повторно отварам една таква тема, едно такво размислување. Ако апостол Павле може да каже дека е благодарен на Бог, дека е благодарен на семејството негово, од причина и јавно вели дека служил со чиста совест, може ли луѓе да служат ако веќе го кажува со нечиста совест? Ја може одговорно да ви кажам дека може. Луѓе да се нарекуваат христијани, луѓе еднаш говорев дека многу е важен мотивот за сето она што го правиме едни меѓу други, или уште повеќе сме обврзани, би рекол, и имаме уште поголема одговорност како христијани, кој е нашиот мотив за сето она што го правиме едни меѓу други, за самата црква. Дали нашата совест е чиста совест или е некаква друга? И интересното е, така ја отпочнав оваа вечерашна проповед. Далеку од очите, далеку од срцето. Овдека вели дека постојано се спомнувам, вели, во молитвите свој и дење и ноќи. Верувам дека секој еден од нас, и тоа сме го говореле, дека молитвата е начин на живот. Молитвата е нешто без кое што човек кој што го осознал Господ Исус Христос, човек кој што му се предал на Исуса Христа, нема како да биде еден составен дел од неговиот секојдневен живот, а тоа е молитвата. Ние сме говореле посебно за молитвата, дека тоа е начин на комуникација. Не може некого кој што љубите, не може некому на кого сте му се предале, а да немате секојдневна комуникација. Можете ли да бидете во еден брачен сојуз, да бидете во брачна заедница и да немате апсолутно никаква комуникација? Несватливо е. И овдека се поставува прашањето, како што реков, дали ние имаме вакви наши мили и драги браќа и сестри, кои може и да не се дел од нашето заедниство, меѓутоа да ни бидат постојано во молитвите наши. Имаме ли луѓе за кои се молиме постојано? Имаме ли такви луѓе до кои навистина ни е многу важно? И имаме ли такви луѓе, во една прилика исто говорев, не можеме нашите тегоби, не можеме нашите тешкоти, или во прво лице, ако зборам да ги споделам со сите вас, меѓутоа има луѓе со кои што ги споделувам
и има луѓе што ги кажувам сите мои отворено ги кажувам сите мои нешта и сум сигурен дека тие луѓе ме застапуваат и дење и ноќе, кај да се, во молитвите и во потребите во кои што ги имам и со, би рекол, и испитани и искушенија со кои што се борам. Вели, сеќавајќи се за твоите солзи, копнеам да те видам, за да се исполнам со радост. Копнежот на апостол Павле, ако се сеќавате на прва и на Тит, во тој хронолошки ред, голема е предпоставката дека кога е затваран апостол Павле или кога се одвојувале апостол Павле и Тит, дека тоа негово чедо, повторно ќе кажам, многу емотивен момент да пролее солзи. Многу луѓе денеска, може да кажам и јас, дека растев во еден, би рекол, поширок машки контекст, каде што мажите не плачат. И мажите не треба да плачат. Бидејќи ако плачеш, не си маж, една многу погрешна теза, еден многу, би рекол, може би многу повеќе луѓе кои што се безчувствителни или луѓе кои што не им е познато нити чувството, нити емоцијата, може да говорат така. Словото не е единственото место и овде каде што се говори да се сеќава на солзите, да се сеќава на тој плач, на таа разделба која што ја имал минатиот пат, кажав, како еден духовен родител, кој што се грижи за своето духовно чедо, за чедото кое што го донел до Бога. 4 стих вели, сеќавајќи се за твоите солзи, копнеам да те видам, за да се исполнам со радост. Веќе кажав, тој копнеш, дури немам зборови како вистински да се објасни. Најдоброто објаснување за ваквите копнежи во една прилика, исто така говорев како што вели за молитвата и дење и ноќе. Контекстот ми беше со она што стануваме и со она што легнуваме, тоа е она кое што не преокупира. Без разлика, не говорам ниту во позитивен, ниту во негативен контекст. Меѓутоа, сме имале ли такво, би рекол, доживување, да за некој го имаш постојано во молитва и дење и ноќе, да се сеќаваш на некаква средба, на некаква случка, на која што сте се разделиле, нели, со плач, и во сето тоа да имаш таков еден копнеш до следната средба. Средба која што вели дека го исполнува апостол Павле со невидена радост. Оваа последна реченица или овој завршеток на 4 стих нема други зборови освен тоа да кажам дека апостол Павле овдека демонстрира таква емотивност која што може да служи, би рекол, за пример. Што значи човек кој што е емотивен, што значи човек кој што е, говоревме, сочувствителен, да сочувствуваме едни со други. Стручно велиме, нели, да имаме емпатија. 5 стих продолжува и вели, си спомнувајќи си за твојата нелицемерна вера, која порано се всели во твојата баба Лоида и во мајка ти Евника, а убеден сум дека има и во тебе. Многу е интересно што повторно продолжува во овој контекст кој што е можеби за наши услови, за наш еден македонски контекст, многу неразбирлив. Од каде на каде сега мајката е таа која што апостол Павле ја споменува и мајката е таа на Тимотеј која што е заслужна за неговата вера. И не само мајката на Тимотеј, туку и мајката на незината мајка, бабата на Тимотеј, Лоида. И таа е многу значајна
во нивниот живот. Многу поважно е што апостол Павле во овој стих ја потенцира нелицемерната вера, и јас нормално повторно ќе споделам со вас, значи има и друга вера. Ако овдека говориме за нелицемерна вера, за вера која што е како што говори, нели, од длабочините на неговото срце, како што говори со желба да го види, се прашувам можно ли е да имаме поразлична вера. Можно ли е да кажеме дека сме поверувале во Христос, дури е непријатно да кажеш да бидеш лицемер. Ако од некаде почнува промената, ако од некаде кај сите оние кои што Бог ги нашол на најразлични места и ги привлекол кон себе. И минатиот пат кажав дека нема никаква усилба и никакво насилство во сето тоа, и отпочнува тој процес на промена кај секој еден од нас. Можно ли е да се појави лицемерство? Можно ли е едно да говориме, друго да правиме? Недопустливо е, би рекол, повторно многу одговорно. Не можеме, би рекол, не ни дозволува, ајде вака ќе кажам, во една прилика исто говорев дека немаме ништо општо со овој свет. Колку да сме инволвирани и да сме дел од него, меѓутоа во секој еден контекст, сакате вертикален, сакате хоризонтален, ние се разликуваме од луѓето во овој свет. Од еден ваков контекст, од една ваква појдовна точка, нема како несватливо е да се нарекуваме дека сме христијани, а да бидеме лицемери во било кој основ. И интересното е што овдека што може да видиме и кај Тимотеј, дека многу големо влијание се заслужни неговата мајка и неговата баба. Сакам да кажам и да се навратиме ова што го пишува апостол Павле за нас денеска и во нашиот контекст. Лично јас се прашувам, нели, дали јас како родител, веќе ако кажам како втора генерација, дали јас како дедо си извршувам вака добро улогата, па за да може да речеме Јана во еден ваков контекст да биде благодарна на низината мајка и татко, па на благодарна на низината баба и дедо, а тоа се однесува за секој еден од нас. Овдека станува збор, повторно ќе кажам, за носиме голема одговорност. Може би ја разбираме, може би не ја разбираме. Меѓутоа, да кажеш дека си наново роден човек, да кажеш дека си имал средба со Бога и да отпочнеш да живееш еден таков живот, одговорноста не можеме да ја носиме едни за други. Одговорноста беше колективна, велиме корпоративна во Стариот Завет. Одговорноста во Новиот Завет е индивидуална. Секој од нас ќе си даде отчет лично. Меѓутоа, ова се многу силни зборови. Ние знаеме, нели, дека мајката Евника на Тимотеј беше мажена за Елин. И покрај сето тоа, многу е тешко во таквиот нивни контекст кога живееле. Треба да имаме во предвид, нели, не станува збор за Нов Завет. Меѓутоа, во нивниот контекст за петокнижието, за Тората, значи овдека апостол Павле несомнено говори дека има една многу стабилна, има една, би рекол, растечка, и тоа не е една. Тимотеј е веќе трета генерација. И не знам, ако повторно ќе кажам, многу е важно да го имаме во предвид тој историски и религиозен контекст за кој што говориме,
И како би звучело да речеме да кажете дека вашиот син и вашиот внук е асистент, да речеме на кој во денешни услови, на апостол Павле. Тоа е многу и сериозна, повторно ќе кажам, и не се стигнува, би рекол, многу едноставно до позицијата да бидеш асистент на еден апостол Павле. И ова што се говори со цел дека патот, растењето, промената во христијанството не стануваат, не биднуваат преку ноќ. Меѓутоа, многу е важно и многу пати велам да имаме континуитет. Најважното нешто, така сметам, барем јас од сето она досега, што го имам и прочитано и изучено и како пракса, важното е да имате континуитет. Ние сите не сме исти, ние сите исто не можеме да растеме, не можеме да правиме сите исти работи, ние ќе видиме малку подоцна за даровите, меѓутоа многу е важно да имате континуитет. Ако немате континуитет, секој треба сам да си се запраша каде е проблемот. 6 стих вели: поради тоа ти напомнувам да го распалуваш Божиот дар кој е во тебе преку моето ракополагање. Да го распалуваш Божиот дар, или во оригиналот е кованица од 3 збора, од повторно, од живот и од оган. И тоа е постојано, вели апостол Павле, повторно и повторно. Повторно и повторно. И буквално не случајно е кој имал можност да распалува оган, кој имал можност да прави скара, мене ми асоцираше така како познат скараджија. Ке речам дека постојано треба да го надгледнуваш огинот, да не биде многу силен, меѓутоа, ако го заборавиш и не го распалуваш помалку, ќе изгаси и не ќе може да си ја довршиш работата. Овдека, буквално, апостол Павле говори за еден таков поттик кон Тимотеј, постојано. И не само овдека, и на други места говори за распалувањето на тој оган што го имаме. Важното е што вели дека ракополагањето, сме говорили за ракополагањето, е многу нормална и природна појава за случувањата. Овдека каде што говори апостол Павле. Ние имаме и во Тит, има и во Римјаните, во Дела 6 глава 6 стих, нив ги представија пред апостолите, а овие штом се помолија ги положија рацете над нив. Во 13 глава вели: тогаш тие откако постеа и се помолија, положија раце над нив и ги пуштија понатака. Сакам да кажам дека ова практика која што ја говори апостол Павле до Тимотеј е во едни, би рекол, нормални, разбирливи рамки за луѓето кои што се наново родени. Интересното е што секој еден од нас Бог му дал дар. И во една прилика кажав, не само по еден, него имаме по неколку дарови. Дадени од Бог. Ако ја свртам во мој контекст, ако почнам да говорам од аспект на она што говори христијанското советување, или уште поточно во методата на темпераментите, ќе кажам дека секој еден, уште кога е зачнат во утробата на мајка му, велиме дека учествувале тројца. Треба да има татко, треба да има мајка и Создателот, кој што учествува
во тој негов темперамент. И многу е интересно да искористам оваа прилика, тој темперамент си го носиме до крајот на животот. Не може да го промениме тој темперамент. И не случајно е зошто сите ние сме различни и зошто сите ние реагираме на различни нешта или зошто ние говориме различно. Но тоа е една друга прилика. Во друга прилика. Ова го говорам бидејќи апостол Павле многу добро го познава своето возлюбено чедо. Многу добро од причина, пак ќе кажам, бидејќи тој е тој кој што го донел до Христос. Тој е тој кој што го воспитувал во духот на христијанството, ако може да кажам. Многу добро ги знае карактеристиките кои што ги говоревме и во прво Тимотеј, што се може и кон што се го афирмира да работи и да прави во црквата. Меѓутоа, интересното е што во еден би рекол светски контекст, порано еден мој професор кога учев да свирам армоника, многу луѓе викаа многу е талентиран за музика, има талент за музика. И од него научив, постојано говореше, вика, знаете како да не ми се налутите, меѓутоа не школованиот талент си останува само талент. И таа вистина ја разбрав малку подоцна во животот и тоа го кажувам на многу места. Во ваков еден контекст ние дури и сме разработувале во црквата кој каков дар има. Меѓутоа, ако не работиме, ако не го распалуваме, ако не го негуваме, ќе дојде, како што велам, ќе си остане само дар кој што нема апсолутно никаква полза, ниту заедништвото, уште помалку, нели, сите ние треба да направиме и нешто, говоревме дека сме Божји слуги. Меѓутоа, Јован Златоуст многу убаво го објаснува сето ова и вели, бидејќи сите дарови кои што ви се дадени од Бога, со мрзливост и негрижа ќе изгаснат. Многу едноставно, многу вистинито. И со многу внимателност и со многу труд, истите тие дарови ќе ве одржуваат во живот и ќе бидете благопријатен мирис за Бога. Важно е сите ние да си ги осознаваме кои ни се нашите дарови. Важно е, пак ќе кажам, не полагањето на раце си има и плюс уште една одговорност. Како што реков, не е исто вие да велите дека сте христијани. Јас многу со моите, особено со мајка ми, она велеше, нели, и вели уште дека, нели, е христијанка, јас и викаме, како можеш, бе, Маргарита, да бидеш христијанка, да правиш определени работи. Едно со друго не оди. Така да определени нешта сите нас не обврзуваат со уште поголема одговорност. Не можеш ти да направиш водно крштевање, не знам, затоа велам, се поминуваат определени разговори. Зошто сето тоа го правиш? Да, меѓутоа тоа имаш уште поголема одговорност после тоа. Не е исто, повторно ќе кажам, како луѓе кога што велиме од кога ќе бидеш ракоположен. Едноставно не е исто. Нештата не само што се променуваат, него самите ние со самиот тој чин имаме уште поголема одговорност. 7 стих и последниот вели, зошто Бог ни го даде духот на стравот, туку дух на силата, љубовта и трезвеноста. Од овој стих ја оваа вечерашна моја беседа така ја наслови, стравот е спротивно нешто на верата. Невозможно е, како што му велеше Исус на Никодим, да се родиш од озгора и да станеш вистински христијанин
и да бидеш исполнет со Светиот Дух и да имаш страв. Стравот и верата во ниеден сегмент од животот на верникот не одат заедно. Да има страво почитување е нешто друго, да имаш некаков страв во кон некој, би рекол, природни непогоди, тоа е нешто трето. Но овдека апостол Павле многу јасно говори зашто Бог не ни даде дух на страв. Туку ни даде дух на сила, на љубов и на трезвеност. Јас во една прилика повторно објаснував што се случува со телото од еден биолошки аспект, медицински аспект и зошто сме така создадени, без би рекол никаква наше напрегање. Стравот кога ќе дојде вклучува многу процеси и тие процеси без ние сакаме или не ке се извинувам, се случуваат. И тогаш ако се сеќавате, реков дека таквиот процес се случува така Бог не створил поради две нешта. Или се спремаме за борба, или се спремаме за бегство. Меѓутоа, во еден контекст во кој што говори апостол Павле и во контекст за кој што говори овој текст и општо како што сум ја насловил оваа вечерашна проповед, немаме како да под една мишка би рекол да го носиме и стравот и да ги носиме и да ја носиме верата. Луѓето кои што поверувале во Бог, стравот, мислам дека во истиот момент исчезнува. Ако не е во еден миг, повторно ќе кажам колку повеќе го запознаваме Бога, колку повеќе се доближуваме кон Бога, толку повеќе разбираме и толку повеќе осознаваме дека реално, суштински, стравот нема власт над нас. Ако погледнеме и се вратиме што говорев минатиот пат, кај се наоѓа апостол Павле? Во римски затвор. Каква е општата клима во Римската империја? Што се прави Нерон за секој еден кој што се декларира, каква хајка, каков прогон прави, не запамти. Прогон кон сите христијани. И апостол Павле не случајно му го пишува ова. Ем го укрепува, ја и минатиот пат реков, он е свесен се помалку луѓе доваѓаат. Луѓето, ако слушнале, ако ве виделе, дека имате некакви контакти, убиството не ви гинело. Во едни такви, пак и кажам, услови, кога на момент би се замислиле, ја не верувам дека некој би посакал да се види со некој брат, нели? Или некој од нас во еден таков контекст да бара уште од тебе, да дојдеш кај него, да го посетиш и да имате некаква средба. Ама апостол Павле го потикнува, затоа вели дека до последниот момент сето она што го работи апостол Павле, го работи со една единствена цел и не можеме да видиме никаде и покрај сите овие услови што ви ги кажувам и околности, апостол Павле со многу голема вера го прави сето тоа кое што го прави. Со многу голема, кој што вели, сила, љубов, нели, и трезвеноста. Ваквите луѓе од друга страна даваат еден поттик. Лично мене и минатиот пат кажав, колку да сакам
да сочувствувам со апостол Павле, поразлично е кога сето тоа не го доживувате, нели, на ваш грб. Ни приближно. Се прашувам кога некој би бил на вакво место и да упати писмо, нели, лично до мене. Дали покрај сите овие околности, знаеки дека ако отидам, шансите се многу поголеми да бидам убиен, би тргнал на една ваква средба. Но од друга страна, апостол Павле, по кој знае кој пат ќе кажам, човекот дава, не само што дава надеж, не само што дава радост. Бидејќи во овие луѓе, реално ова што се пишува, ова што го говориме, ова што го разработуваме, се поучуваме или го толкуваме како сакате, даваат радост, даваат поттик дека и тие на крајот од краиштата биле луѓе како што сме секој еден од нас. И дека ја не знам во тек на животот што не очекува како христијани, па од овој контекст заминав и размислував, нели, за последните времења. Ние живееме навистина во едно благосостојба. Без разлика на сето она што го говориме и за сето она кое што го кажуваме како некаков проблем, сакал или не ќел, ако ги ставам на некаков кантар и да ги мерам, далеко е со сето она што апостол Павле го преживувал. И многу е важно од сето ова што говори за таа трезвеност овдека, бидејќи ако се сеќавате, па за Матеј кога говорев овдека го извадив повторно 23 до 27 стих, тоа е кога пловат и кога заспиваат, нели, на коработ и кога имат силна бура и кога испоплашени гинат и го будат Исус и велики изгинеме, учителе, што да правиме? И он повторно одговара и им вели, што сте се исплашиле, што се плашите, зошто имате толку малечка вера. Само во контекст на потврдата и на насловот за кој што говорам, немаме потреба како луѓе кои што сме го предале животот на Христос да имаме било каков страф. Бидејќи немаме реална причина, може да говориме за што ќе посакате, може да отвориме најразлични теми кои што, нели, на некаков начин не загрижуваат или не заплашуваат, но од друга страна па веднаш ми се наметнува како работи кнезот, нели, на овој свет. Основната работа на кнезот на овој свет е лагата, полулагата и илузијата. Тоа се трите сегменти на кои што работи и ке работи. Бидејќи многу викат имало некакви новитети. Не, тој од самото негово појавување на сцената, тој е копирант, тој ништо досега не измислил негово, тој не е иновативен. Него сето она што веќе е направено и Бог го направил, тој се обидува да го ископира. Но многу поважното ми е што говорам дека основната негова стратегија е лагата, полулагата и илузијата, бидејќи сите три сегменти се врзани со умот. И ја во една прилика исто говорев од еден стручен аспект дека смртта сама по себе не е страшна, нема ништо страшно. Па ако земеме суштински да говориме за неја, нема аргументи што е тоа што те плаши. Меѓутоа плаши тоа што ние го правиме таа проекција во нашата глава. И тоа прави. Меѓутоа и тоа како некаква крајна инстанца која се уште луѓето ги држи токму во овие три сегменти, во лагата, полулагата и илузијата, и таа е завршена. И таа е, нели, победена.
Меѓутоа, овдека така завршува апостол Павле, вели дека трезвеност или во оригиналот станува збор, нели, за еден чист, нели, за еден бистар ум. Или јас го извадив, нели, прво Коринтијаните 2:16, вели, а луѓето кои се препородени од Божиот дух се способни за се да разберат, иако самите нив другите луѓе не можат да ги разберат. Како што рекол пророкот Исаија, кој ги знае мислите на Господа, кој му е советник на Господа. Меѓутоа, а нам ни е даден Христовиот ум. И затоа можеме да ги разбереме сите овие нешта кои што говорат. Многу пати со тоа ќе завршам, многумина велат дека Библијата е како некаква приказна. Аве, тоа собрале таму бајки, ви го ми ја тумат. Мене порано многу ме провоцираше, веќе не ме провоцира, бидејќи тие оваа книга, и тоа сум го кажал, е условна наменета за сите. Да, меѓутоа треба да исполните определени услови за да почнете да ја разбирате. Така да за нас овие зборови на апостол Павле, кој ги упатува до Тимотеј, и целиот тој контекст, ако они тогаш немале никаков страф и ги разбирале овие нешта, јас сум убеден дека уште повеќе ние денеска ги разбираме. И сум убеден дека уште повеќе дека овие зборови, нели, не охрабруваат и не поттикнуваат на размислување. Бидејќи единствената цел, сето ова кое што го правам и од оваа страна, нели, идејата е да од овдека отидете со некакво размислување. И јас секој пат велам дека се молам и пред да отпочнам со проповедањето, нели, Бог е тој да не употреби, да ме употреби, тој да говори, Словото да говори и да работи, нели, во вашите срца.